Добро вечер, јас сум Катерина Нацева, а вие ги следите централните вести на К1 телевизија. За денешните настани во продолжение. Македонија 3 позиции погоре во извештајот за конкурентност на Светскиот економски форум. Истражувањата покажуваат Македонија има лесен пристап до вода и санитација. Со проектот Средношколска среда до бесплатни театарски кинопредстави. Странските инвестиции ја одбележаа 2015 година, а со тоа и стапката на невработеност значително се намали. Продолжуваат инвестициите и во 2016 година. 2015 година на намалување на стапката на невработеноста на досега најниско ниво, односно 25,5%. Ова се должи на активните мерки за вработување и проектот Македонија вработува, како и влезот на странските инвеститори. Според податокот на Европската канцеларија за статистика Евростат, Македонија е четвртата најниско задолжена држава во Европа. Според Doing Business пак земјава се најде на 6-та позиција во Европа, 12-та во светот од 189 земји. Македонија 3 позиции погоре во извештајот за конкурентноста на Светскиот европски форум. Овие високи позиции во Европа и светот се должат на странските инвестиции кои континуирано вложуваат на македонско тло. Доказ за ова е германската компанија од автомобилската индустрија Drexel-Meyer, која го зголеми бројот на вработени. При отварањето беше кажано дека вкупно 4000 лица ќе се вработат во оваа компанија, која сега постепено го зголемува бројот на вработени. Во контекст на ова и во 2016 година е предвидено со ново отворените компании да се намали стапката на невработеност. И покрај тоа што земјава се соочува со политичка криза, странските компании продолжуваат да влегуваат во Македонија. Капиталните инвестиции продолжуваат и се на највисоко ниво. Индустријското производство расте, се инвестира на секое поле во државата. Македонија располага со питка вода за пиење. Според анализите, квалитетот на водата е на речиси исто рамниште како и скандинавските земји. Македонија е на исто рамниште како и скандинавските држави кога станува збор за пристап до питка вода за пиење. Истражувањата покажуваат дека општините поседуваат водоснабдителни системи. Минимални отстапки има само во поодолни и рурални општини. Во урбаните средини имаме поголем пристап до вода, до водоснабдување, значи во домот, за разлика од руралните средини, тоа е секаде во светот, така и кај нас е. Само што некаде во светот се големи тие разлики, кај нас не се толку драстични разликите. Понатака во санитацијата исто така има разлики во урбаната и руралната средина. Тука има поголеми разлики во однос на водоснабдувањето, што е и очекувано така и во светски размери. Инаку ние сме една од земјите која пристапот до вода го има постигнато целта што беше милениумска развојна цел до 2015. Ние го имаме фактички на многу високо ниво сме по пристап до водоснабдување. За да се подобри состојбата, надлежните служби ќе дебатираат на работилница, од која што ќе произлезат и заклучоци. Како понатаму? Целите на протоколот е да целото население има пристап до водоснабдување и санитација и безбедна вода. Кога станува збор за пристап до пивка вода, она што е идентичен проблем кај руралните општини е квалитетот на водата за пиење. Непостојаното хлорирање е проблем за кој надлежните сметаат дека и неедноставно може да се реши. Читална и фитнес зона ќе бидат новите свратилишта на Велешани. Ова е само еден од 5 нови проекти кои ги промовираше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, а се наменети за млади луѓе. Велес ке добие читална и фитнес зона. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска промовирајќи 5 нови проекти наменети за младите, објави дека читална и фитнес зона ќе се градат и во Велес. Градскиот парк е местото каде Агенцијата за млади и спорт во октомври годинава ќе започне да го реализира проектот наменет за подигнување на спортскиот дух кај младите. Неколку месеци потоа, Министерството за образование ќе започне со реализација на проект за изградба на читална. Министерството за образование и наука, кое ќе го спроведува проектот,
ќе обезбеди работа на читалните секој ден од неделата, а ќе имаат капацитет од 100 до 150 места и 10 компјутери кои ќе бидат на располагање за корисниците на читалната. Преку проектот Бесплатен железнички викенд, младите ќе имаат можност за добивање на бесплатен повратен билет, со кој ќе можат да го користат железничкиот сообраќај секоја прва и трета недела од месецот во период на викенд. Ваквата мерка е практично проширување и збогатување на можноста која и досега постоеше за бесплатно патување во железничкиот патнички сообраќај во Република Македонија за млади лица до 27 години. Третиот викенд во месецот, петок, сабота и недела, кој започна во јули 2014 година. На ова се одлучивме поради исклучително позитивните резултати и големиот интерес ке младите. Четвртиот и петиот проект кој Груевски денеска ги најави се изградба на перална и сушална во 5 државни студентски домови, како и бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади лица до 29 години. Овој проект предвидува секоја година, почнувајќи од март месец 2016 година, 2000 млади лица на возраст до 29 години да бидат вклучени во обуките, и тоа 1000 лица за компјутерски и исто толку за јазични вештини, изучувајќи ги светските јазици кои се најпотребни во моментот на пазарот на труд, односно англиски, германски и француски, широм територијата на Република Македонија. Овие проекти, рече председателот Груевски, се добро осмислени и се обезбедени сите потребни услови и ресурси за нивна реализација, како од содржински, така и од формален аспект. Во 2015 година територијалната противпожарна единица во Велес интервенирала на 232 пожари, од кои 195 на отворено. Апел за зимскиот период е препорака за внимавање, односно реализирање и на електричната инсталација и чистење на оџаците поврзани со грејните тела. 232 пожари, од кои 195 на отворен простор, се регистрирани на територијата на која делува Велешката противпожарна единица. За најголем дел од нив, причината е човечки фактор. На почетокот на септември, пламени јазици ја зафатија и шумата кај езерото Младост, пожар регистриран како еден од поголемите изминатата година. Езерото Младост беше предпоставка дека се работи за човечки фактор, но не знаеме дали другите институции дојдоа до сознание кој го извршил тоа, само се предпоставува од луѓе дека пожарот е почнат од аутопат под црквата, што значи со брз голема трева на тој дел и со многу јак ветер се прошири, каде што прво ги спасивме викендиците на езерото Младост, каде што беа најблиску до тој дел, со брзата интервенција на противпожарната единица и соработка со институциите кој Дервен, тука ни помогна и војската. Значи сите инволвирани институции бевме приклучени за да го спречиме на нешто што го имаме град Велес, односно тие боровата шума. Боровата шума и природните убавини не издржаа од огновите кои во летниот период го зафатија просторот околу селото Челошево. Нажалост, Челошево тие борови изгореа, пошто не можевме да пристапиме кон нив, беше опасно и далеководот беше тука, и тоа што ризикот на граѓаните моравме да го чекаме пожарот да се симне малку подоле од тие делови, али сепак па не дозволивме да се прошири во самото село. Беа задоволни мештаните. Обновата знаеме како трае, значи треба многу години се до тоа да биде. За овој период карактеристични се пожари предизвикани најчесто застарени инсталации или неправилно исчистени оџаци. Последно за период од месец дена до темел изгореа 2 куќи во Велешките мала, Којники кај Варналиите. Причините за пожар се токму неисправноста на грејно тело и експлозија на стар телевизор вклучен во електрична инсталација. Преку проектот Средношколска среда, одсега сите средношколци ќе имаат можност бесплатно да ги посетуваат театарските представи во Велешкиот театар. Средношколците вечерва во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот можат бесплатно да ја проследат театарската представа Ноќите во Белсатен.
Ова им го овозможува владиниот проект Средношколска среда. Од Велешкиот театар велат, очекуваме средношколците да бидат наши редовни посетители. Денес имаме представа на репертоар, тоа е представата Ноќите во бел сатен и очекуваме средношколците да дојдат со соодветен документ, да се идентификуваат, да кажат ние сме средношколци и ќе добијат 2 билети или еден, се едно, кој колку сака. Покрај можноста да се дојде до билет на касата на Народниот театар, Витанов вели дека ќе се стапи во контакт со училиштата за директна дистрибуција на истите. Технички тоа би функционирало на неколку начини, значи може да дојдат со соодветен документ, што е ученичка книжка на билетара, во среда да подигнат билет, или организирано по училиштата. Ние ќе дистрибуираме одреден контингент на билети во сите училишта по некој систем на повторување. Проектот Средношколска среда беше најавен кон крајот на минатата година, а започна да се реализира од 1 јануари. Алејата на великаните наскоро дел од спомен костурницата. Ова го најави градоначалникот Славчо Чадиев при посетата на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Повеќе за ова во прилогот од колешката Елица Радевска. Иницијативата спомениците на борците од народно-ослободителната борба да бидат поставени во кругот на спомен костурница се уште актуелна за локалната самоуправа. Градоначалникот Славчо Чадиев напомена дека дел од спомениците се украдени, дел се прерајдени во реката Вардар, а останатиот дел многу скоро ќе го најде своето место во реконструираната спомен костурница. Оваа година ја планираме да ги поставиме остатокот што ни остана на долниот дел, веќе ни е готов и проектот за целосна имплементација, токму затоа ги спомнувам месеците мај, април, почетокот на годината, на почнувањето на Велешкото културно лето повторно, ќе биде и тоа дел од една таква манифестација, бидејќи сепак ќе се споставува на овој дел од градот, кај што знаете минатата година токму на платото ги организиравме и вечерите, една од вечерите со нарациновите средби. Покрај алејата на великаните, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при посетата на спомен костурницата напомена дека внатрешноста на костурницата ќе биде збогатена со уште неколку споменици. Ќе се постават и уште 4 скулптури кои што они ги имаат од Станко Павлевски, кои што исто така ќе го красат и внатрешниот дел на спомен костурницата. Ние ќе издвоиме средства за реконструкција, мислам за санација на дел од тие скулптури кои што ќе го најдат своето место во спомен костурницата. Она што министерката го најави е обновата на фасадите на 2 спомен куќи кај Варналиите. Оваа локација е дел од старото културно јадро на Велес, која за многумина е препознатлива. Но оваа убавени се воодушевуваат и македонските, но и странските туристи. Доволна причина познатиот филмски режисер Милчо Манчевски да сними сцена на рекламен спот за промоцијата на македонската култура. Обновата на фасадите се очекува да започне наскоро, а истата би завршила за околу 2 месеца. Директорот на Националниот конзерваторски центар Мемет Селмани информираше дека веќе е пронеден изведувач кој во наредниот период ќе работи на обновувањето на фасадите. $2.300 мигранти побарале барање за азил. Сместувачки капацитети со интернет. Македонија прва во Европа. Ова се вестите од Македонија. 2300 потврди за искажена намера за поднесување барање за признавање право на азил на странски државјани се издадени во последните 24 часа. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, според државјанството, најбројни се државјаните на Сирија, Авганистан и Ирак. За последниве 20 дена пак се издадени потврди на 35.917 странски државјани. До секторот за азил, изминатото деноноќе не се поднесени барања за признавање право на азил врз основа на претходно издадена потврда за намера, а од 1 јануари досега се поднесени 5 барања на 6 малолетни лица, од кои 5 од Авганистан и 1 од Сирија. Во прифатниот центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил вчера се евидентирани вкупно 10 баратели на азил, од кои 7 мажи, 1 жена и 2 деца со придружба на старател.
Според можноста за пристап до интернет како услуга на туристите и патниците во собите за сместување што се нудат на интернет страницата Home to Go, Македонија е убедливо прва во Европа. Истражувањето што го направила оваа веб страница покажува дека во Македонија процентот на вакви сместувачки капацитети преку интернет изнесува 97,2%. Тоа е далеку над просекот во Европа, кој изнесува 65%, но и над просекот на водечките западноевропски туристички дестинации. Home to Go има спроведено анкета во 44 европски земји и при тоа е утврдено дека во Македонија, како и во Белорусија и Србија, кои се рангирани како втора и трета земја, можност за интернет врска има во 19 од 20 соби за издавање кои се наоѓаат на оваа интернет страница. Најмалку 30 лица загинаа, меѓу кои најмногу студенти во напад врз универзитета во Пакистан. Унгарија е подготвена да подигне ограда по границата со Романија, доколку мигрантите се пренасочат кон таа маршрута. Вести од светот. Најмалку 30 лица загинаа, меѓу кои најмногу студенти, а 50 се повредени во напад врз универзитет на северозападот на Пакистан. Министерот за внатрешни работи Саед Вазир не прецизираше дали меѓу жртвите се и 4 напаѓачи кои ги убила војската. Според него, операцијата е завршена и безбедносните сили во моментот ја расчистуваат областа. Полициски представник наведе дека универзитетот е нападнат непосредно по отварањето во утринските часови во градот Чарсада на околу 50 километри од Пешавар. Пред само неколку дена, одделни училишта во Пешавар беа затворени поради стравување дека екстремисти подготвуваат напад. Во напад на талибанци врз училиште во Пешавар во декември 2014 година се убиени над 150 лица, повеќето деца. Унгарија е подготвена да подигне ограда по границата со Романија, ако мигрантите се пренасочат кон таа маршрута, наместо да минува преку Хрватска, изјави синоќа унгарскиот министер за надворешни работи Петар Сјарто. Тој истакна дека за запирање на приливот на имигранти по морските граници на Грција се неопходни илјадници полицајци и војници од заедничките европски сили. Ако Грција не сака да учествува во тоа решение, ќе треба да разговараме со бугарите и со македонците, додаде тој. Сличен став изрази вчера и чешкиот премиер, според кој Европската унија треба да располага со резервен систем за гранична контрола во случај миграцијата да не биде совладана во Турција и во Грција. Велешанецот Дејан Манасков ја реши судбината на ракометната македонска репрезентација. По нерешениот надпревар, Македонија се пласираше во втората фаза на Европското првенство. Фудбалерите на Вардар заминаа на подготовки во Тунис. Во продолжение останатите вести од спортот. Велешанецот Дејан Манасков синоќа ја реши судбината на ракометната македонска репрезентација, откако буквално ја проби мрежата на противникот за резултат 27-27 кој однесе Македонија во втората фаза на Европското првенство поради подобрата гол разлика. Момците на ивица обрван во следната фаза најпрво ќе ги одмерат силите со Хрватска, меч кој се игра утре со почеток од 20 часот и 30 минути. Во вториот дел од шампионатот, македонските репрезентативци ќе се сретнати со селекциите на Белорусија и Норвешка. На надпреварите од А и Б групите одиграни вчера, домакинот Полска со 31-25 славеше над Франција и го освои првото место во групата. Во Катовице Хрватска беше поуспешна од Исланд со 37-28, додека Норвешка ја совлада Белорусија со 29-27. Од двете групи, шампионатот е завршен за Србија и Исланд. Денеска со 4 надпревари ќе се комплетира и првата фаза од надпреварувањето. Двојките за С и Д групите се Германија, Словенија, Русија, Црна Гора, Данска, Унгарија и Шпанија, Шведска.
Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар денеска замина за Анталија, каде фудбалерите до средината на февруари ќе го одработат клучниот дел од подготовките за пролетната полусезона. Пред заминувањето за туристичкиот центар во Турција, раководството на Вардар веќе има закажано 5 надпревари, бројка која би можела да се зголеми на лице место. Фудбалерите на Гоце Седловски ќе играат со Волфсбергер на 26 јануари, 2 дена подоцна со тимот на Вил. На 5 февруари ќе се сретнат со фудбалерите на Слован Либерец, на 8 со Металист Харков и на 12 февруари со Черноморец Одеса. Пролетниот дел од сезоната во македонското првенство започнува на 21 февруари, а во првото коло, или 19-то во сезона, Вардар ја пречекува Ренова. Четири пресметки се одиграа ноќеска во НБА лигата. Кевин Дурант ја предводеше Оклахома до уште една победа, овој пат над Денвер. Тандер славеа со 110-104, а првата звезда на тимот мечот го заврши со 30 поени и 12 скока, додека Расел Вестбрук имаше 27 поени. Индијана го доби дуелот со Феникс со 94-90, кај победниците Монта Елис уфрли 20 поени. Иако одигра одлично прво полувреме, Минесота не успеа да ја задржи константната игра до крајот и загуби од Нью Орлеанс со 114-99. Ентони Дейвис со 36 поени и 7 фатени топки беше човекот на надпреварот. Милвоки го искористи лошиот ден на Мајами и триумфираше со 91-79. Мидлтон ги предводеше Бакс со 22 поени, 7 фатени топки и исто толку асистенции. Рутинска победа во 3 сета оствари првиот светски рекет Новак Ѓоковик над французинот Квентин Алис. Првите 2 сета Ноле ги доби со 6-1 и 6-2, додека на третиот мораше да одигра и тај брейк со резултат 7-6. Тој се пласираше во третото коло, каде ќе се сретне со Андреас Сепи. Италијанецот беше подобар од американецот Кудла, а Роже Федерер на Род Лейвер арената го порази украинецот Долгополов со 3-0 во сетови. Тој на пресметката беше практично фуриозен со 25 аса и дури 88% од поени на прв сервис за триумф со 6-3, 7-5 и 6-1 по сетови. Швајцарецот кој брка петтата титула на овој турнир за следен ривал го има Григор Димитров, кој немаше проблеми во мечот со Марко Трунгелити од Аргентина. Победи денеска остварија и Нишикори, Симон, Гофан Тим, Делбонис, Чилик, Баутиста Агут, Бердих, Кириос Ербер, Цонга и Гарсија Лопес. Репрезентацијата на Унгарија синоќа ја победи Хрватска со 8-5 и се избори за полуфинале на Европското ватерполо првенство, што се одржува во Белград, Србија. На првиот вчерашен дуел пласман меѓу четирите најдобри обезбеди Црна Гора по триумфот над Италија со 10-7. Според тоа, од полуфиналните дуели вечерва се игра мечот меѓу Србија и Грција, додека утре вечер ќе се сретнат селекциите на Црна Гора и Унгарија. На женскиот дел на преварувањето на програмата се четвртфиналните двојки Италија, Грција, Холандија, Германија, Унгарија, Франција и Русија, Шпанија. ФИБА ги одреди барабаните за квалификациите на Евробаскетот во 2017 година. 27 репрезентации ќе учествуваат во квалификациите, кои ќе се одржат од 31 август до 17 септември 2016 година. Европско првенство во 2017 година ќе се одржи во 4 држави: Франција, Израел, Романија и Турција. Репрезентациите ќе бидат сместени во 7 групи, 6 групи со по 4 репрезентации и една со 3 репрезентации. Победниците во групите и 4 најдобро второ пласирани екипи ќе продолжат понатаму. За Македонија ова е одлично, бидејќи нема да може да игра против Словенија, Полска, Белгија, Грузија, Русија и Германија, затоа што се во ист барабан.
И денеска имавме студено време, иако во текот на денот имаше сончеви периоди, сепак ниските температури останаа. Во продолжение деталите. Со временската прогноза ги завршуваме вечерашните вести. Овде ќе ви се заблагодарам за вниманието и ќе ви посакам пријатна вечер. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!